Денеска православната црква ги празнува светите маченици Сергиј и Вак и светиот маченик Полихрони. Светите маченици Сергиј и Вак. Овие свети и чудни маченици и јунаци на Христовата вера прво биле големци на дворецот на царот Максимијан. И самиот цар многу ги почитувал заради храброста, мудроста и верноста. Но кога слушнал царот дека двајцата негови големци се христијани, ја променил својата љубов кон нив во гнев. Еднаш кога имало големо жртвопринесување на идолите, царот ги повикал Сергија и Вакха заедно со него да принесат жртва. Тие отворено му откажале послушност на царот. Надвор од себе, од лутина, царот наредил да ги соблечат од нив војничките алишта, прстените, одликувањата и ги облекле во женски алишта. Уште им ставиле железни обрачи околу вратот и така ги воделе низ улиците на градот Рим, на подсмев на сите и на секого. Потоа царот ги испратил во Азија кај својот намесник Антиох на мачење. Антиох бил на таа положба благодарение на Сергиј и Вак, кои во свое време му го препорачале на царот. Кога Антиох почнал да ги советува да се одречат од Христа и да се спасат себе си од безчестие, од маки и од смрт, овие светители му одговориле: и честа и безчестието, и животот и смртта, се му е едно на оној кој го бара небесното царство. Антиох го фрлил Сергија во затвор и наредил првин да се мачи Вак. Слугите се менувале еден со друг, тепајќи го светиот Вак, се додека не му го здробиле целото тело. Од раздробеното и крваво тело на светиот Вак излегла неговата света душа и на ангелски раце отишла кон Господа. Светиот Вак пострадал во градот Варвалис. Тогаш бил изведен свети Сергиј, облечен во железни опинци со забиени клинци, и така бил отеран во градот Росав во Сирија, каде што бил со меч исечен. Неговата душа отишла во рајот и таму заедно со Вак, својот другар, примиле венци на бесмртната слава од Христа царот и од својот Господ. Овие прекрасни витези на верата Христова пострадале околу 303 година. Светиот маченик Полихрони бил роден во Агатаницката епархија од селски родители. Како момче аргатувал во лозието на некој човек од Цариград, но и како аргат Полихрони деноноќно се предавал на подвиг, на пост и на молитва. Гледајќи го неговиот ангелски живот, според чистотата и воздржаноста, стопанот му се зачудил и му дал многу повеќе пари отколку што заработил. Светиот Полихрони ги зел парите и изградил црква. За време на Никејскиот собор, Полихрони бил чтец. Во таа прилика тој покажал толку голема ревност во застапувањето на православието пред аријаните, што бил ракоположен за свештеник. Подоцна овие злобни еретици поради одмаз да го нападнале Полихронија во самата црква и го исекле на парчиња. Така пострадал овој голем бранител на вистината и на чистотата на православието и примил венец на слава од својот преславен Господ. Во грчкиот синаксар на овој ден се споменуваат 99 критски подвижници. Се вели дека 100-тиот никогаш не им се придружил, што се толкува како 100-тиот да бил Христос Господ нивниот водач.
Најславен помеѓу нив бил светиот Јован, голем молитвеник и чудотворец. Тој толку многу се молел на Бога клечејки, што најпосле не можел да се исправи на нозе, туку одел на колена. Некој овчар кога го видел таков, помислил дека е некаков ѕвер и го застрелал. За големо чудо во истиот ден починале сите 99 подвижници. Времето на нивниот подвиг не се знае.